много бивши спортисти има тук. И сегашни. 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 Не, аз съм готов. Край. Значи сега идеме на денката, оно виж оде от тази фаза. Кое? Тия по-добрите тия. Що повече години има, нели, що повече старее, он повече активен, повече зле. Знаеш. Оно от това година и за частение, за фаление. Не ли е рекордер държавни титули, държавен правак титулите? Колко бидя? Македонските ли тия? Да, Македония 17 мисля. Сигурно. Мислиш. Не искам. 17, ако не се лъжа. А сега, после тебе кой е? Кой е втор, трет? Чедо Николски, Шабан Тръстена и Шабан Сиди. Така ти си пред Шабан, а? Да. Шабанч. Пред 20. Тръстена или вай? Сиди, кой беше? Прави не Тръстена, па после Сиди. Значи ти поеко не изпадна. Не, така. Штипска гордост. Случайност. Случайност некоя. Штипска гордост е. А от колко години тренираш? Какво почна ти с оборението? Оствари. Съвсем случайно да ти кажем. Така, у клас. Общинско се организира у класо. Това имаше на времето ода общинските. Така и... Айде, се бораме, ние да нойме на часови, да не свободата часови, къеме, борен има в школата. Одеме тука и зазе две борби, две победи. После Трайчи Китанов. Ти така по-живо си изпаднал. Да, Трайчи Китанов вика... Ти сега си жила за душа. Вика, от утре ти на тренинг по пожарната да те видам. И така починаме. Аз съм китанчето. Да. А кой ти бяха тренери това време? Трайчи Китанов и Трайчи Балканец. Да, Балканец. Трайчи Китанов и Трайчи Димков. Они починаваме с унифектен от правите чекове, ще се вика, около резервно салата до пред да си селе Китанов работиме много, имаме много не години, децении со него изработено и с Китанов и с Димков. И имаме много научено. Реално основата што на моите генерации што дадеа се они, бидејќи се това имаше посветеност. Само беше на тренерова работа да воде тренинзи сабајле и вечер. А не сега до некаде малце и се импровизира, знаеш. Ќе одеме од сабајле на работа, на факултет, па после ќе одеме на тренинг. Ако сакаме резултати, тоа е професионално, знаеш се, жртва си од се. За поставуваш друштво, фамилија, ноќен живот скоро и нула, да не речем да така е. Значи жртва, ако сакаш да направиш резултат, ако сакаш да постигнеш голем резултат, мора да жртвуваш. Јас носител кажам и на другари, и на фамилија, ако сакам, без разлика тоа дали у спорт, у наука, у музика, у секоја работа мора дисциплина и жртва да си. Збореме за меѓународни резултати. Не збореме за државни резултати да се задоволиме со државен правак. Ако имал сам прилика во Америка, тренирал базата на американски олимписки тим. Услови феноменално. Колко сме ние далеко от там? Светлосни години. Ја прав пат беше у таа база 2011 година. Времето на Майкъл Фелпс. Заедно сме престојували у иста просторија, у исти ресторан сме ручале, истите теретани сме ги користиле. Таму нема ништо случајност. Докторот ти дава шаблон за исхрана. Ресторан имаш огромен, изобилен секва храна. И јаглен хидрати, протеини, белковини, се е по мерка, се е по шаблон, нема никаква случајност. Да. Имаш кондиционен тренер, нутриционист, физиотерапевт, тренер за борби, тренер за кардио, апсолутно нема ништо импровизација, тоа е се профи. И за тоа се толку напред, за разлика од ке нас. А камповите? Тренинг камповите? Прочитал сам, да не звучам нескромно, ама многу кампови
ние имаме исто, Јонче е бил од Јанабад, близко до нас. Да. Извореден камп. Сите борички спортови тука имат услови. Имат сала, имат теретана, имат паркови за трчање, имат атлетски стази, имат сауни, спа центри. Апсолутно. Си. Медицински тими има тука и тука се селектират најдобрите од целата држава. Едноставно ги собираш на куп најдобриот кадар, што од најмала возраст, од пионерска возраст, па се до сениори и тука секој посакал своето дете да го види на тај режим. Будење во 6 часот, мини тренинг 6:30, доручок во 8, прв тренинг 11, ручек во 14, спиење, втор тренинг во 17:30, вечера во 20, во 22 во кревет. И тоа што збориме, значи строг режим и висок резултат. Тоа тогава како не слажам у Софија кога бе, Да, у Софија, Париз. Јас сум бил у многу бази и така функционират. Праве се селекција на И најдобрите. јас тоа со вас беше. Да, јас не бил борец. Тим лидер. Тим лидер беше ти. Да, да. Чекај, не би... Генерацијски колку сте разлика вие двајца? Ја ти били постар од него. Он е малку, вака, кажем, јас помалу лик изгледам од него, ама добре, тука негде сме па. Не, знаеш зашо? По околу 10 години, може, а? Кога 87. 87. 87, 16, 17. Значи помалу изгледам јас, а? Ја пак ја речи 10 години, а? Не, оти. Денис спомна неговата генерација, а ти веќе си бил у Балканец, така ти уште не Да, си почнал со боксу или ти си боксувал? Ја првиот пат, прв спорт на мене беше борењето, Балканец. Добро, тоа те ме никој се- дојде ти беше ли таму веќе? Не, Дени е после. Беше боксер. Јас беше ја беше А. после беше боксер. Значи првиот тренер на мене ми беше Томе Зеленил. Ама чекај. Ја беше со Некијата, со Трајче Китанов, со Ропето, кој други имаше тие джинките. Извини што прекинувам, имаш се борено со Трајче Китанов, ме интересира. Да. И многу пати. И сега кога беше во мислам додека беше тренер на вас, И кој е исходот? во кој може 10-0 за мене. Јас се знам противната верзија со тоа. Нема грешка, сега ти може да го браниш него, нека дојде, да видиме он да каже. Па не е лошо да решат да закажеме Дилемата така. тука може. Не, мислам дека он више не у тај стадион. Или се дека. А има што да каже и он. Има. Не више он си е више. Има портфолио. повлечение од спорт и така да. Да. Балканец тогава кој беше председател на Балканец? Добро, тоа е многу давно. Не, сега кој беше председател? Ти одека беше? 2009-та, да, Методи Методи Сичков Сичков беше. беше. Аристе Шалев беше после. Аристе Шалев. Беше, он го финансираше клуб. Да, и он помагаше. Многу генерација. Да. Балканец е реално Да. голема институција, поминале многу великани, многу луѓе Сега се го држи поминале. Дејан Богданов, они се федерацијата. Да, во федерација Да. се они. Има многу свет пробровено низ Балканец. Прески Да. правам човек, секој втори е борач. Секој втори уште бораче. Да. Кој да го сретнеш? Ја беше борач. И ја Сигурно. беше борач. Днес. И се уште се. А која беше твоја генерација? Кои се борачите што се излезеле од школата на Балканец, тај период заедно со тебе? Океј. И тренерите кои што се биле, да. Сега ќе ти кажам, јас Тренери, можам да Трајче се Тимков, пофалам Танов. со многу успешна генерација. Има прилика да тренирам со многу успешни борачи. Јас би го извил Стојанче Данилов, според мене најголемиот талент Многу има во историјата на борењето. Компјутер. Како го намести? Тоа е Да. програмиран најголем талент. Штета што не даде од него повеќе. Не покажа дисциплина, иначе Не икше, не сакаше он така. попушти од дисциплината. Да. И он че бил сведок на многу настани. Из живото го И повеќе јас сум го терал Да. многу повише, например, ти беше тај период. Јас многу сам го упорен. бил од него 100-0. Да, ама ти беше упорен и тоа е Многу јас тоа е значи Работеше. Многу работеше, многу беше да, посветен. за тоа многу да иде до тај дисциплина. резултат кој што си сега. Да. Да, а Точно. иначе он е бил од мене 10 пати поголем талент. Јас ќе на сите кажуваме на случка. На Европско првенство за кадети беше. Он се боре со украинец нерешено. Тогајте правилата беа до поен. У продолжение губе. Третаро. Така ли беше? Не, у продолжение, ако е нерешен резултатот,
до поен се боре. Добро. И он губи продължение, некој интересна борба, 12-12, и продължение губи до поен. Последното интересен податок, Украина станува европски шампион, до финале еден поен не му взимат. А штета што беше таков системо елиминација. И ти имаш мислеме Литванец у Белград, така ли беше? Он у Турција и у Србија. Турција, У Белград. Белград, да. Со Литванец мислам дека после станува европски, светски, шо беше? Не, азербејџанец. Азербејџанец уствари. Да, јас го победувам на Европско Такова првенство беше, за он ти јуниори и 6 последна секунда, секунда. после обрнати на 7-6, 7-6. така Тоа беше. последните 2-3 секунди беше. И имам памтење, знаеш како. Отшливо е таа информација. Он беше присутен. Да. И податок за тај, значи јас го победувам. А чеки се, вас ви имајте рано и шливо, така ли, како треба? Да. Малку. Не знам колку време да сега малку време. И Штиво има придонес у нашите резултати и он е бил И шливо беше добар водач, чисто така. па еден од подобрите. Подобрите, да. И штета што многу млад се откажаван. Да. Имаше исто така Да, голем да, потенцијал. Да постигне големи резултати. Кај него во очи упаѓаше неговата борба, беше многу атрактивен за публиката. Публиката го сакаше. Да. Он беше као мачка. Да, Ти си беше го гледал најдобро, ти си Да, знам, да. бил, он е на Дан Колфилд многу често Да, со нас, Он доаѓал. беше многу еластичен, така да, како мачкаше, ластик. И многу атрактивни борби имаше он, со многу поени, зафати. Да. Публиката, едноставно, вниманието се насочуваше таму кај што се борел. Да. Има 3-4 душека, ама неговата борба е Неговата неатрактивна и да. сите го гледаат. И- Па ти кажам, штета што е многу млад. Да се збориме за таа азербејџанец, после тај мислам дека има и на Олимпијадата учествувам. Да, е станува 2 пати европски шампион, Да. светски шампион и втор на Олимпијада. Да, така нешто. Знам дека многу успешно. Тука јас многу често сам на себе си го поставам тоа прашање, Зашо? зашо и случаеви и други, знам, моја генерација се до пионери, до кадети, јуниори ние ги победуваме. После многу брзо отскокнуваат од нас. Па може да е средината кај нас, така да. Не знам дали ние после тука Не, немам Се- систем. Система средината, така да. Не. Значи, а, која е разлика? Ние, јас лично сум победувал до сега многу медалисти од европскиот светски првенства за сениори. А у младите категории сум ги победувал. А после они отскокнат многу напред, а ние стагнираме, па може да се речи и тонеме. Каде е проблем? Каде го гледаш ти проблемот? Според мене, знаеш каде е проблемот? Бидејќи пионерска конкуренција или кадетска конкуренција, ние го сваќаме како спортот како не толку сериозно. Кога влегуваме по партет, ние бараме начини да екзистираме, да работиме нешто. Плюс, да заработуваме, бидејќи борењето е неофицијално спорт за сиромашни. Сите наши родители се бире сиромашни. И ние тренираме и плюс одеме да работиме некоја хонорарна работа, да заработиме нешто. А спротив нашите противници не размислуваат за тоа. Нивна работа е само тренинг. И они тука и профитират, и екзистират, и напредуваат плюс у кариерата. Значи он не размислува. Ама добро, таму и државата ги помага Целиот пари, систем. Федерација, преку федерација Апсолутно. зимат некои дополнителни Кај нив е стимуланс. Да, Кога земеш еден, Кај знам, нас го нема тоа. нема, една соседна Бугарија ќе земеме пример. Да. Сите се вработени у полиција. Работно место има до полиција. Додека е активен, он има чин. Кој направи поголем резултат, поголем чин доаѓа. По завршување на спортска кариера, работно место го чека, он продолжува да си работи. А тука ние треба да се молиме на политичките партии да не вработат и да бидеме благодарни зашто да не вработиле нас. Според мене тоа е апсолутно голема грешка. И не смее да се дозволи. За спортистите, за амбасадорите, според мене најголеми амбасадори на државата се спортистите. Да. Ние Америка, Иран, Русија може да ги победиме само спорт. И сме ги победувале икс пати. Не можеме у бизнис, у економија да ги ние победиме нив. Значи најголеми амбасадори се спортистите и треба да се негуват и да се вреднуваат тие луѓе, да не размислува по завршување на кариерата дали ќе има право на пензија.
Има случаи, Пепи Манансков е легендарен ръкометар. Играл до 40 някоя година професионална кариера. Завършва кариерата, вработува се, няма право на пензия. А коските му останали на терена за Македония. Има много случаи. И утре няма право пензия да вземе, не може да работи. Или ќе работи, а нема доволно стаж за пензия. Добро, некако се наметнува веќе само темата. На колку години ти почнуваш да одиш на пеливанско борење? И која е причината зашто почнуваш ти со пеливанско борење? Много од мало, искрено ти кажам, почнаа со пеливанско борење и тоа беше любопитност. И аз ојде да ги гледам поголемите борачи ки се бореа и беше пристен за да ги гледам, да видам. И от тук некој предложи, ајде да се бориш ти. Викам, јас немам никакво искуство, не знам правила, кои се ништо. Од двете реченици ми ги објаснија правилата и дали по среќа или по некое знање, не знам како да го дефинирам, прв настап, прво место. И тука веќе се роди желбата, да. Ама добро, мислам дека и тамо во кажи го пеливанското имат некои средства одвоени и така да и тоа е некој стимул што те е влечело, па нели што и да кажеш, дефинитивно. тете да земеш парички ти дадат не нели мала работа. Голема мотивација. Мотивација како не. И тоа јас знам дека и денеска, едно е желбата и љубовта спрема спортот, меѓутоа едно е и екзистенцијата. Да. Значи сите работиме и трчаме нешто да успееме, да направиме, да оставиме нешто за нашите поколенија. Точно, у пеливанското има многу бенефит, меѓутоа треба добро да се заработи, треба добро да се испотеш за да дојде тај бенефит. На првиот надпревар јас символично освои некои 100 денари ми даде. Тоа беше наградниот фонд на првиот мој настап. И се сеќавам. Некој те изиграл 100%, ја мислам. Има ги не може. Поета е. Не знам, многу мал беше, искрено не знам. 100 денари, што тоа 100 денари. Тоа беше мојот прв настап и на колку години? Сеќаваш ли се? Мислам дека пред 20, добри 25-6 години беше тоа. Пред 20, урадуваш се. 32-3 си се? Малку повише. Малку повише. Интересен спорт е пеливанското. Мене ме привлечува тоа што е потсеќа на гладиатори. Знаеш како арена Колосеум. А ти за тоа траеш тај филм, како се викаше Гладиатор. Така, да. Тука Искрено, тоа е машки спорт. Да. Машки спорт. Ние сега тука седеме и разговараме и да пиеме кафе, а надвор е 40 степен. Само да седеме на 40 степена, ќе речеме ај поценка. Слушай, помислам дека у историјата турската војска што била еничастото, тоа се они вежбале по цел ден пеливанство, ништо друго. Точно информација имаш. Да. Потекнува од Турција. Да. Пеливанското борење потекнува од Турција. Пеливаните што се мислам. И тоа се биле најпрестижните војници до султанот што се биле, тие се биле најголемите пеливани. И тука се биле тие привилегирани. Јаничарите, јаничарите, јаничарската целата, како кажу, таа гарда што е била, ничу ни по цел ден вежбале, може да ни само се бориле и кој ги пушта како гладни оноа кучиња. Напред, Турција се одржува денеска уедрене, ако сте биле пред да улезеш у градот, има споменици на пеливани и влегуваш у градот. Тука 675 години традиција на пеливанско борење. Податок за ланската година имаше 2400 учесници. Цела недела се одржува. Има за прво место во баш категорија. Имаше там престолото. Златен појас. Наградуват го со златен појас. Мислам дека 4 килограми требаше златен појас. Тоа е официјалната награда плюс парична награда. А плюс спонзори, имаш на тоа пеливанско. Јас изразих желба, сакаше да се пријавам. Секоја година 670 неколку години е традицијата без прекин. Само задолжително е да имаш државјанство на Турција. За државјани на Турција. Не се пишеме, не е тешко точно. Злато е битно го земеш, што друго. Ама дека да го земеш таму златото,
Ајде се помачиме ако можеме, ако не се. Никому ништо. Тамо треба многу мачење. Како се правило тоа пеливанството, ајде за тие што не знаат, што не се запознати со тај спорт? Да, интересно прашање. У пресрет на натпревар кој ќе се одржи во недела на стадионот во Кежувица, сакам да информирам јавноста за правилата кои се накратко, бидејќи кога ќе дојдат да присуствуваат и да гледат, да знаат што гледат. Поентата на пеливанското борење, старите кажувања велат, победник е оној кој ќе го сврти противникот така што папокот да му го види сонцето. Значи треба да го свртиш на грб. Така велат тие по старите пеливани, победник си кога ќе го свртиш папокот да му го види сонцето, вика. Тоест да го свртиш на грб. Да го брнеш на грб. Да. Доколку е изедначена борбата, Само што ќе падне, не мора да го држиш така. Само да Само падне да на се- грб, готово, завршено да да. се заврте доволно е. Да. Нема потреба да се фиксира, Да. доколку Како е на пример убојното што Да, витуш, треба да го задржиш. Да, во не. тука само да го завртеш. Само завртиш. Исто така најчесто се случува ако е изедначена борбата 30 минути борба. Па лесно е тоа што. Не е лесно. Верно е дека не е лесно. Што на брзина обрнеш како. На финто. Подлажиш го. Многу е лесно тука да зборам. Нека да иде недела. Да, пробам. Може и јас што да се пријавам. Кога раче само не знам кога ќе ми пријавиш. Која Ама ти поента ќе со таа јас- класификација, пример? Ке- Пета рака, четврта, трета, втора. Ќе ме прва. наместам таму што се која. Сите имат слушнато за тие баш пеливани и слично, а Да. Така, баш пеливани се најголемите, односно прва категорија, потоа нема категории, нема мерење килажи. во класичното борење што е слободен стил, од око. Според големината, втора категорија се послабите, трета се средните, четврта и најмалите се во пета категорија. Значи се е од око, нема. Се од око и Голем. најчесто според килаж. М. Ако ја освоиш едната категорија, заминуваш во другата категорија. Интересно е тоа што по завршувањето на надпреварот, победникот со капа поминува покрај публиката и публиката го наградува зависно од тоа колку е задоволна. А чеки се друго прашање те прашам, ако у тие различните во категории што се, ако у некоја поголема категорија, дали финансиските средства се поголеми или помали се? Да. Како Поголеми се се. поголеми? Има ли некој да речеме ако е помала категорија па да отиде у таа поголемата категорија само за да може мислам да може да се случи може и тоа, тоа да се бидејќи случи. ако настапеш во поголемна категорија, веќе немаш право да се враќаш во претходната. Немаш претходната. Немаш право, Значи, а ќе се точно прави. како е поголема категорија, толку се поголеми наградите, наградниот фонд Да, и поголеми се најде. учеството. Да, знам дека. Како се поголеми, така се поголеми и финансиските средства. значи настапуваш на четврта рака, Да? пример, на нареден надпревар учествуваш на трета рака И и веќе ти немаш право. у четврта да идеш. Да. Мгм. Тоа што се рачуна дека си ја поминал веќе таа рака. А само за таа година или не? За секој. За секош. Аха. За Ма секој. ако некој нема, например, резултати у трета рака, нели може Може, Да, ама може. мислам тие обично се дозволува на тие кои нема да влијаат на првите турица на разигравањето на медалите. Тоа обично го прават тие кои не може да изиграат голема улога во прво, второ и трето место. А добро, сега те прашам, сега тука знам и федерација некоја се отворила. За тоа те прашувам или да те прашувам? Не би се прашаш, ја не сум Федерацијата. отворил Не, федерација, не. клуб. Клуб е. Клуб, А да. федерацијата како е сега? Пеливанска федерација? Да, Македонија си има Македонија официјално, да, под Министерство за спорт си има Федерација за Федерација. пеливанско борење. Ама тоа е сега најново. Не, тоа си постоја од секогаш. А федерацијата постои значи Постоја си од секогаш, да, федерацијата Мислам си. од сега. Не, од кога Не, беше Агенција за млади спорт, па сега од и Агенција Министерство, исто се доделуваат и стипендии преку Мгм. Федерацијата за спортистите, за пеливански. пеливани, да, Браво. за младите пеливани кои што покажуваат добри Да. резултати и се доделува стипендија како потенцијална надеж кој ги доделува Министерство за спорт. Министр за спорта. Да, исто како и другите сите спортови, само што е Добро, кај нас разлика нема е- некоја. дека не е олимписки спорт. Да, да. Оно е во категорија, пеливанското борење е во категорија на неолимписки спортови. Мгм, да. Да. Интересен спорт, дефинитивно.
Интересираме моментот со мачкањето со зити. Мораш ли да се намачкаш со зити? Јас лично Нели, да кажам ако- не се мачкам. Јас лично не се мачкам, ама противник кој е намачкан, така да Тебе ги да у теку на борбата се И ти си измачкаш. мрсаш. А знаеш што е суштината на маслото? Да го отежне моментот на зафат. И е многу потешко. Лојка, кога фаќаш се лизга. Не може да се изведе од зафат е добро. Да, па и тука си то чекуваат, нели, публика гледа на стражење, се шабре сега, Да, и се. добро кажа и он, Уши че повише тоа дава. е перде, традиционалниот ритуал пред секој да. настап. Пеливаните изведуваат ритуал наречен перде. Тие се подскокнуваат на некој начин, се представуваат, доминираат кај публиката, да го заплаши противникот, некој став за зема, тоа е исто составен дел од пеливанското. Да. Некако, као... Зошто многу луѓе кои што се биле у борењето, не можат да се пронајдат во пеливанското? Која е разликата помеѓу тие два спорта? Атракцијата, да речеме, дали е иста? Начинот на исхрана? Ајде, окей, споменавме, нели, треба да попакот да му го види сонцето. Да. Ама, што е тоа што некои се добри пиливани, некои се добри борачи, некои се како тебе па и во двете работи добри? Види, има, јас лично познам различни категории на луѓе, успешни во пеливанството, а не успешни во борењето. Или обратно. Борењето, слободен стил и пеливанското борење се слични, но и многу различни. Ова е контрадикторно што го кажувам се, ама многу значи. Пеливанското борење е многу потежок спорт. Од аспект на кондиционо, мора да си многу спремен. Мораш да издржуваш над човечки температури, во август месец, во јули температурата знае да стигне и до 40 Па друг е плюс. тренинг, тамо, тука е друг. На отворено си. Да. На отворено си, самата топлина од сонцето, од маслото и плюс на сето тоа, даваш максимум до последен атом, Да. тоа е надчовечки напор за да се издржи. На мене лично најдолгата борба со представник Турција ми траеше саат и 45 минути. На сонце. Тоа е до трошење до последен атом. Да, знам, тоа кичево некаде, така не? Да, и Знам, кичево- јас бев таму. Да, исклучително тежок спорт. И колку може да трае една борба? Саат 45 минути рече. Додека не попушти едниот. Еден мора да се откаже. Еден мора да се откаже. Сикам, Тука доаѓа она физичка подготовка. До сега имало ли некој најдлага борба или не? Некој така да Па, запише ја мислам, глупо ми е да зборам сам за себе, мислам дека едни од подолгите борби ги имам последните неколку години со представници од Турција, збориме за пеливани кои што професионално се занимаваат со тоа. А подали си некоја евиденција за тоа, тај спортист тугајка толку Да, време. Значи има си евиденција, да, и на кој турнир е бил прво место, на кој турнир е бил второ место. Траела борбата, што Не, конкретно нема некој записник, да речеме официјален, меѓутоа во кругот на надпреварувачите и кругот на организаторите кои организираат вакви надпревари, се знае, добро се знае. И посебно ако е некоја интересна борба, таа се памти и се прераскажува уште многу. И што одбираш? Борење или пеливанско борење? И тој спорт си имат убавина, но сепак јас би се одлучил за борење слободен стил. Пеливанското е Бидејќи олимписки спорт, а олимписки спорт знаеме што значи. Тоа е посебна категорија на спорт. Борењето сега, уште колку време можеш да учествуваш во борењето? Додека не Нема ли оно граница? Нема возрастна граница. А нема возрастна? Нема возрастна Нема граница. возрастна граница, како ја знам. не стварно, нели имаше Нема. нешто Ја ветеран? знам во Бугарија дека има. Бугарија Аз е до 40 години, како е 40-45 За боксот, професионални, да, професионалните аматерски, мислам дека е до 40 толку крај. Не смееш повише натака. Добро, боксо има удари во главата и последици. Размрзување. О, ето беше. О, Не, ово се удари и ево за ебанција. не, кај нас нема
граница. Имаше еден боксер, знаеш, праве спаринг со Маријан Бенеш, правил тука спаринг, ама и нели со кој ќе прави Маријан Бенеш спаринг, ама сите бегале од него, затоа што нели многу јако ударал. И бе викал, ајде со мене ќе правиме ние спаринг и нели бе почнал да го удара пау, овај му викал Маријан Бенеш, него момак полако е, ово се ударини, ово шала. Тоа е нач боксер тоа. Не, нема граница. Кој што спомнаме, јас викам, додека телото слуша, додека Господ дава здраве, додека си способен. Јас знам, случај сме на Адам Сајтиев се врна на Олимпијада, после околу 40 година. Он се пенсионира, да има камбек, тоа на некој си 38-39 години. Ама сето тоа е до здравственото состојба, до телото, колку ќе може издржи, да. колку што може, секој индивидуа различен. Некој има Како е живеел едноставно. Да. Начинот на живот, исхраната, многу битен фактор, како у животот, така и у спорт. Како успеваш сите овие години да ја држиш истата килажа? Уствари не. Ти 2015 сеќавам се ко олимпискиот циклус. Да. Кога гонеше норми. Знам тога и у Балканец уште мачеше кинеше кила там по ново. Там се на 65. 66 ли беше? Да. Што се случи тога? Ти беше толку многу близко, на тебе ти фалеше дека па у Турција некаде оди на последниот. Софија. Софија ли? Некаде последниот квалификационен турнир. Да. Што се ти кажам за тај турнир ми е многу криво и ден денеска. До пред таа олимпијада дава на Европа 4 олимписки норми. А сега во денешно време дават 2. Тоа беше, Европа беше као жртва на Пан Америка и Африка и Океанија. Тај период го развива борењето од тај дел од свето и дава 4 норми на Пан Америка и на Африка и Океанија. А знаеме дека целиот квалитет е сконцентриран во Европа. И јас на тај турнир беше трето пласиран, а првите двајца обезбедуваа норма. Иако беше некој од нив позитивен на допинг или некој суспендиран, ја беше како прва резерва за Олимпијадата Рио де Жанеиро. Меѓутоа не тражам алиби, тоа си беше се окей. Не знам колку труд тога е уложил. Много. Не сум спал со ноќи после таа Олимпијада. Белорусин изгуби полуфинале 2-1. Многу значена борба. Не можам да спијам навечер. За мижем борбата ми издава пред очи. Со месец. Негде си направил грешка. Со месец. Тоа, ама, добро, и спортот нели учене да прифаќаме и порази. И тоа е големината, да знаеш да прифанеш пораз, да учиме од грешките. Како треба да го трасира пато еден млад спортист? Пример, моје видување е кај нас сите сакат или се одма, они се државни прваци, они се европски прваци, угледуваат се на некои светски шампиони кои што реално чекаме ако ти не можеш државно прво место да земеш, а гледаш ми го, не знам, некој светски, Џордан Бурал, да. Пример, немам појам. Како треба еден мајндсет на млад спортист да се трасира? Пример у борењето. Многу е лесно. Само да го слуша својот тренер. Толку. Да го слуша својот тренер. Тренерот знае најдобро. Тренерот знае да го насочи. Пред се да биде дисциплиниран, да биде добар ученик, да биде културен. И најбитна е дисциплината. Дисциплината. И знае он че кој ви като Русија. Да. Работа и само работа. Само работа. На тренерот е тај што ти го дава правец. Баш од некаде беше слушнал нешто многу интересно. Века, лесно е века на русите, на дагестанците, они ги имат таму изобилие. Да. А ние од земја кај што дали сме веќе 2 милиона, од кај ќе направиме нови Дејан Митров, нов Емил Павлов, и нели други спортисти што оставиле трага, ајде Шабан Трстена, олимписки шампион, добро, не за Југославија, нели не за Македонија, ама ти си последната генерација реално македонски борач, а да не е увезен од страна. Увезен да не. Актуелни се сега. Се посебно по војната у Украина. Да.
Ќе ви кажем еден податок. На Европското првенство 2023 година или 4, 75% од медалистите се натурализирани руси. Да. И ја го тоа приметив. 75% се натурализирани руси на официјално Европско првенство за сениори. Според мене тоа не е во ред. И треба да се Па треба лимитира. да се лимитират и федерациите си направат еден свој такво кај што нема да дозволат натурализирани да ги примат, но они да. Јас искрено се радувам повеќе на некој наш спортист да Да. биде пето место во Европа, отколку некој да биде натурализиран да биде европски шампион. Да. На мене лично ме помило Не знам некој наш производ. кој е таа радост кога ќе биде тај други prvак, не ми е јасно. Која е таа радост, тај трусите да тука prvак ше. Немаме. Види, Не знам. ајдете ја овогодинешното сениорско првенство. Гледаш ли ти потенцијал, квалитет кај помладите, што би можеле, например, да го преземат примато до годин, до годин, било как, да биде прво место, да ти ја заземе твојата категорија, ајде, да сакаш со кеф да го гледаш и да речеш еден ден сакам он да биде. Да, разбирам те што сакаш да ме праш. Има некој потенцијал, но според мене многу малку. Тие се неколку дечки што може на На прстите една рака да се изброат. За жал. Во моето време не имавме внатре во клубот многу конкуренција. И самата конкуренција не правеше да тренираме повеќе. Да. Сеќаваш се и ти на тренинг си, Да. Трајчи Китанов вика, вај направи 30 сгибови, а ти си иде да се собличуваш. Утре ќе изгубиш од него. Да. И те враќа од собликувањето 35 да направиш. И тактички, како на игра, ајбе да се нашалеме, да се кладеме на лимонада кој повеќе склекови ќе направиме. Зборам посем тренинг. Ќе дојде и он ќе каже чоколадо има, тај што ќе направи највеќе склекови. Ние се надпревруваме утепани. При ако беше таму Да. Балканец, нели Кладими со Шората, со Зоран Шоров на 100 пируети да направи. Да, и период исто, да. Чоколади Не ти рве. чоколади чоколади што ме направи ги 100 пируети. Да. Ама тоа беше, знаеш, како не ме да си идеме од тренинг. Па дали фале тај над веќе Да. кај младите? Ама нема. Зашо? Нема го, затоа што се стаклени младите. Од каде тоа? Од каде излева Стаклени тоа? Тренувајќи од родителите. Носат ги, зимат ги со возило на тренинг. Ако заврне не го пуштат дето да ќе се измокре. Дето ќе се измокре, па може да настине дето. Ама не, тука ќе ни викаат така, ама ние беме упорни. Па значи некоја волја сме имале за тоа. Многу голема желба и сега е многу сменето Немат време. волја едноставно, немат волја. Јас се сеќавам, ја во на сите го кажувам, и пред вас ќе го кажам. Кога ме ставија прв пат со прва екипа да тренирам. Од 6 сата беше тренинг. Ја каснам на тренинг 6 и 2 минути. Стигнувам пред вратата, знам дека сите построени, тренерот ја кажува програмата, јас немаше храброст да улезам, оти 2 минути каснам и се врна назад. И знам дека ќе бидам казнет, ама немаше храброст да улезам у салата, од респект спрема постарите борачи, спрема тренерот, сите наредени мирно, а јас долавам у салата. Да каснам. Кој беше тренер? Димков беше тренер. Сите построени, како војска, 18:00, 18 и 2 минути гледам, и искушение, дали да улезам у салата, дали да се врнам назад. Чекай, ти Здравко немаш фана тако тренер. Многу малку. Со Здравко работиме многу малци, Не еден си го фана. период работиме и со него дали година или две така имаме само работено. И кај него било строга дисциплина доволно. Апсолутно, така треба да биде. Со некој синџирче, што кажуваш. Ама и за тоа имало резултат. Да. И за тоа имало резултат. И знам тералги и да учат у школа, у салата, да бидат пред се добри ученици, да бидат културни, да не бидат. А мислиш дека сега ако истото се направи на денешните борачи, дека ќе останат у салата? Дека Ја утре пак ќе мислам да дека- трениш? Мислам дека утре и тужба може да добијат. Дека ги прават тортура, дека ги Да. малтретираат. Мобинг. Мобинг, и што ти знам се, а мислам дека може да ги тужат. И да бидат криви, да го извадат на медиуми, да ги малтретира ги децата. Ти си родител.
Што ќе направиш ти у таква ситуација? Одеш, оставаш го ќерката ти да тренира било што. Спорт нека. Наваѓаш се у таква ситуација. Кој ќе постапиш ти? Моето дете спортува. Добро. Што? И јас Што тренира? таеквондо тренирам. Добро. И јас оставам до сала, ретко кога гледам, али знам дека кога ставам јас не се мешам стручно дол. Јас не може да знам таеквондо кога ја поима немам. Оставаш натека тренер Таму. да си ги шаси. Тренеро е и тугајте за тие 2 сата. И родител, и тренер, и другар, и сестра, и брат, и се, тие 2 сата. Јас верувам на тренеро и затоа ја останам таму. Иначе јас сум имал такви искуства. Ако се умеша родител више со тет. Дефинитивно најголемата грешка Најголемата грешка. и најчесто. Така најчесто се дешава сега у последно време и не бива тоа дете не може. Кога ги оставя татко му да тренерот, да има поверение у тренерот, значи тренерот си води целата работа. И одговорноста е кај тренерот. Тука. Тога е кога ќе има тоа дете резултати и успехи, иначе така не гледам некоја. Јас знам у некои од клубовите, не знам по Скопје, имали некоја спорна ситуација, присутни родители за време на тренинг и добацува од страната, направи тоа. Да. И они клубот донесува одлука, до вратата го ставаш детето, слободен си Да. родител. Да. После до саата дој земи си го детето. Ако ти одговара, Што е окей. да. Така и треба. Или може да седеш, да гледаш и да не коментираш. Тоа испаѓа како на стадион. Сите сме стручњаци. Отидеме на стадион, направи измена, пушти го вај, дај му пасната, Сите знаеме, само тренерот не знае. И дали мислиш, оти се знаеме и спортот ни е на тоа ниво на која што е, посебно борењето. Пошто сите се знаеме, сите Стручњаци за себе. од утре ја можам да бидам тренер, разбираш. Не можам, ама можам се знам. Да. Кој ќе ми каже Петар Брска не може. Разбираш? Ако и кај нас у политиката истата работа и таа. Да. Истата работа. Кај нас е се се е тоа. До така е, значи се они знаат. секој луѓе и сите кои не се биле спортисти, имало и случаеви да бидат на раководни позиции у клубови и да донесуват одлуки за иднината на спортистите. Да. Тоа исто како јас сега да бидам новинар. Па и сега те прашам така, што ќе дадеш ти оцена, кој оцена ќе дадеш ти, што ќе кажеш за клуб Олимпија што е, што нека да го упишат у федерацијата? Сите клубови се добри. Јас и на сите, ја и на председател и на членовите, јас со сите добро стовам. Да, И многу пати дискутираме, многу пати дискутираме. Јас ќе нас ни требат Да. не една, 10 олимпии ни треба. Да. 10 олимпии да се работи. Нека имаш И тогава ќе има конкуренција кој ние што беме. Доаѓаме па на тоа. Да. Чекај, Петар тренира Олимпија. Гледам Петар идел на припреми, а јас седам тук. Јас ќе гризам да одам негде на припреми, ја да бидам подобар од Петар. На нас ни треба многу повеќе клубови, многу повеќе масовност и многу конкуренција. Едно запомтите, кај што има конкуренција, има и резултат. Ако нема конкуренција, јас ако знам дека никој нема да ме поведе, па јас ќе се шетам, нема да тренирам, нема да се морам, нема да се потоп, ако знам дека убедливо сум прво место. Ако знам дека Јонче ми диши у врат, за нијаси да одлучува нашата борба. Одам напред. Да. Не му да. Извини, Карелин, само да го цитирам Александар Калери. Тоа е легенда. Да, знам. 878 борби, 2 порази. Да, 2 порази само. Него изрека, знаеш ли кој е? Додека јас спијам, мојот противник тренира. Да. Јас не треба да спијам. Многу добра изрека и на место. Значи јас не треба да спијам, треба 24 сата да тренирам, затоа што ако заспиам, мојот противник тренира. И на следната борба ќе биде подобар од мене. Да, ќе биде подобар. Истото е и кај нас. Само кој како го сваќа тоа? А исхраната, престо почнеме па нешто се префрлиме на олимписки овие од нормата кој требаше да исполниш. Колку е различна исхраната, борењето и запеливанското борење? Затоа што борењето е некако па поспецифично, тренинг го кажам, различни се тренинзите. Ама у пеливанското борење ја мислам дека не е баш пожелно толку многу да се цеде организмо, дека треба малку пона маса да се оде на сила. Од пеливанското се восхитуваат на големите мажи.
Јас кога бев помлад уште не си публиката вика не си убаво ранет. Таму е традиција, знаеш. Не ухранет. Да, стварно традиција, има спонзори, го хранат со храна, други му дават месо, како на филмот. Суму борачите. Да, они си имат спонзори, тај му дава месо го хране и амнестиране од цялото општество, не оде на работа, него работа е да се тренира само. Да. Другите се грижат за него, за исхрана, за тренинг, за опрема, за тие работи, едноставно го гледат. Цел град или цело село го гледа пеливаните. И затоа они се биле и уште се у Турција многу привилегирани. Ценети. Многу се ценети. Да. Има уживато авторитет као на некои функционери што се на многу висока позиција у општеството. Самиот збор пеливан да го кажете у Турција веќе со други очи ве гледат. Да не речем као свето нешто го гледа таму. На нас луѓето колку се запознати на исток од Македонија? Западна Македонија рече се 95% Знаат. Знаат, да. пеливанска. И уживат. Тоа јас опат зборам како ние тука исто кога гледаме некој голем спектакл, некој фудбалски меч или ракомето, тоа се случува кај нив со пеливанското борење. Они одбројуваат уште колку денови ќе има и тоа е спектакл. Не да чекате да дојде така. Да. И обично го прават во период кога се враќаат гастарбајтерите. Пример, кога има свадба, петок е веселбата, петок е невестата ја земат, сабота е веселбата во ресторан, и ако има недела пеливани, значи станува збор за престиж, голема свадба е. Да. И тука се дават сериозни пари. Кои пеливани ќе бидат поканети, по колку ќе ги платил пеливаните. Едноставно тие гастарбајтери сакат да покажат колку се моќни. А добро, кој ги плаќа, организатор или шо или? Организатор ги плаќа. Има си награден фонд, за секоја категорија има Организатор треба да снабди. Да. Се си финансите ги си покрива, патни трошкови за сите пеливани, за учество има за секој пеливани и плюс наград за прво, второ и трето место. И плюс од публика што ќе се И од публика, да, публиката ако е многу интересна борба, кој што кажаме, по завршување на борбата, победнико со капа поминува покрај публиката и публиката го наградува зависно од тоа колку е задоволна од неговите борби. И една интересна традиција и тука ми се роди желбата на мене, шти толку многу борачи поминале, толку многу генерација, до сега не е мало пеливанско борење. Ова ќе бе прв, така? Да, до сега не е мало. За прв пат во Штип се организира и идејата ми е многу луѓе ме прашуваат. Ќе ме сретнат пријатели, зашо нема тука да видиме, сакат од блиску и да потенцирам дека многу голем интерес има. Со почеток од 12 часот Со беше. почеток од 12 часот ја користам приликата да ги поканам сите љубители на пеливанското борење да видат од блиску за каков вид на спорт станува збор. Веќе ни потврдија учество од Бугарија, од Србија и од Грција. Од кај србите пеливанско борење? Да, и они имат борачите кои шефте и они ги покануваат. А сакат? Да, и они сакат да доаѓаат. Уште на првата Веќе епизода ни- ќе ни отиде маст. Извини. Ама ова мисли нешто. Да натеќе на ќе треба да појачаме. Интересно, можеби јас комуникација со моите другари од организацијата кои сме, можеби преголем чекор направивме како прво издание да биде меѓународно, но сепак желбата за да биде убав спектакл и контактите што ги имаме од Бугарија, од Србија, од Грција ни возможуваат да ги поканеме, тие со задоволство прифатија. Верувам дека публиката ќе ужива. Ќе има голема организација, очекуваме голема посетеност. Ми потврдија гости од цела Македонија ќе има. Дури и такви ми се јавија кои што ќе дојдат од страна, специјално за настана да го гледат. И да користам ова прилика да се заблагодарам на сите општествено одговорни компании кои помагаат за ваков настан и моја желба и желба на моите другари од организацијата е да прерасне во традиција. Ако сакаш слободно можеш да спомнеш некој од Да, сите тука се Давор Тасев, Горан Ангелов, Стојанче Данилов,
сите тука сакам да се заблагодарам дека проявија интерес и ми дават многу голема поддршка да го направиме сето ова. Тешко е, верувате, многу тешко. Ще ако сега да кажат спонзорите кои Па да, може од спонзорите Тоа които ти- се каже. ако- Да, не е Направиш- проблем, ќе ако имаме и сакаш да да, ги- ќе се заблагодариме и на спонзорите на сите, ќе имаме и плакети, ќе доделиме и плакети на официјален протокол, ќе имаме со наградување на пехари, дипломи за најдобрите. Тука ќе искористиме прилика и на спонзорите да дадеме една благодарност за тие што сакат да помагат. За нас ќе има ли нешто? За вас специјално место. Мовте. За вас има. Ете така. А спомена организаторите заедно, мислам што ќе ти помогнат у организацијата луѓето. Тоа се се бивши борачи. Да. Од тај круг на луѓе, Да. обично. Сведоци сме на многу генерации уназад у борењето дека пријателството и надвор од борењето функционират низ годините после тоа. Како на душе сте непријатели, на Противници, ривали. Да, непријатели, едноставно сакаш да го победиш, ти да бидеш прв. А после тоа се е окей. Кај е таа граница? За мене не постои граница. Јас само не во Македонија. Ја насекаде во светот имам пријатели благодарени на спортот. Ние сме биле лути ривали. Тоа е остра борба. Меѓутоа се останува на души. По завршувањето, ние пак заедно седеме на иста маса и јадеме. И заедно спиеме во иста соба. На припреми. По 30 дена. И поминуваш повеќе време со противникот, отколку со фамилијата. На подготовки со репрезентација, јас имам голем дел со Лјузин Врнези, Јонче знае, ќе спомним, ние сме биле противници во иста категорија. Ние денес функционираме. И Гордон. И да, и Гордон, сите ние денес функционираме и фамилиарно живееме. Тоа до таму застанува. Меѓутоа, тие две рунди се Крв. жестоки стварно. Тоа е, ама и знаеш, тоа е особина и до човекот. Без разлика, тука не се гледа верска националност или било каква предрасуда. Тоа си каваш се тоа е како беме Варна, кога се бориме со тие американците. Двомеч со Америка. Така. Че беше пристан. И Тим лидер беше. сега, такво баш тоа спомнам. Абе, тие нели пред борбата, ако си кјаваш добро, јас си Много кјавам добро ти се много кјавам, добро, е много така, нели, Мики се бори тамо, железо, ама Мики и Калај го направи. Кој се взе тај целиот со тоа жиците тука. Не ми е јасно пред борбата, на јажето се качува по 4-5 пати и изгледа да се боре. Не може да го разберам. Дуваги мускули. Не, шална стана така. Они имат друг концепт. Сосема различен концепт. Качам 4-5 пати ќе си изморам, бош. И Не може. раците мускулот се издуват. Они се качуваат пред борбата и после тоа се боре. А напротив, Тај- мускулатурата треба да биде разлабовена. За да има реакција. И после тоа ора. Јас го виде тоа во Америка. И не ми е јасно тоа. И ми беше многу чудно, бидејќи ние пред борба имаме многу различни тренинги. Да лабавеш се, нели, да се... Регулирање на килажа, лесен. лесен. масажа, со некој лесен мал противник, чисто техника само. Да. Кој идеме во Америка, са бале имаме кросфит и теретана, вечер борби. Да. Ние не сме научени на тај систем. Ама ја верувам дека кај нив не е случајно тоа. А не знам дали одат повише на тоа физичка. Физичка подготовка број еден во свето Америка, Ама- нема конкуренција. Викам ти, они пред тоа, значи они немаат некоја техника, ама кога те фане тоа... Да, ама Некоја знаеш, техника. тоа ајде, Војаки кога ги видиш не му можеш ништо. финале, пример, со Сега ја добија и техниката, мислам, со купување, зимање, нели, со Да. другите, какво тренери имат пари, нели? Ама физиката Повикате, во да. каже Јонче број еден. Да. у Америка. Број еден. Они стават многу акцент на физичката Физичката сила. сила. и А сега го усовршија и такова, отскокнуваат од техника. другите Да. у свето по Се- физичката подготовка. Сега мислам дека Дефинитивно. почнаа да и техниката да усовршуваат затоа што нели има пари, викнат од Русија, руски тренери во но Има семинари сега, А, обуки, се- платени тренери ки платат ки Да. ги обучат,
али физичката подготовка е дефинитивно број еден Јасно. американската. Ами изгледа ти многу надопингувани, искрено, од страна вака. Затоа што пример имаш го Садулаев и Снајдер. Садулаев успоредба на Снајдер кој ги видиш и двајца еден до друг, ти е Да бидем поблиску до јавноста како Марија Шарапова и Серена Вилијамс. пример. Пример, да. За Серена кој ќе замане со топката ломпер. И на крај испадна дека Марија Шарапова е Ивај. допингувана. Вај, како беше, Сајтиев ли беше, исто нели телото, не конструкцијата, не кој е тако, кој те фане тоа една рака му кава има. Мислиш кој те фане да ваа страна ти за тоа. Слаб Феномен. се, ама многу јак. Знаеш ли дека почина Сајтиев? Да. Он много, јас имам прилика со него, Многу Да. силен. тренирам, гледал сам го. Он беше феномен. Он физика нула. Не. Ама интелигенција и креативност на зафати. Таква Користеа лепеза на силата- зафати. Користеа силата на противникот. Он не употребува сам. интелигенција. Па он е жив сведок, мислам, он е бил сведок дека борењето е надпревар на интелигенција. Да. Не е како некои луѓе што имат предрасуди, груп спорт со сила, не. Напротив, треба да го издадеш противник, да што каже Јончо, Тоа е. да искористиш неговата Да сила. искористиш силата него, да. Тоа е поентата. Ама во секој спорт е тоа, ја мислам дека работата е како да го излажеш противников, како да го освоиш на тај начин, Да. не знам, да го зафркнеш едноставно, разбираш, за да му земеш или Да. поен или бот или било што, да го зафркнеш. Треба да си повеќе на си сила таму, ли? Или на Е, интелигенција. таму има интелигенција. Има интелигенција, ама има и сила. Се е склоп на интелигенција и на сила. Реално пеливани кои ни доваѓаат у борењето многу повеќе Многу сила имат. посилни, да. Да. Ама со техниката се послаби и тука Послаби веќе се, ние да. ги Компензираш. да. Да, така. Недела 12 часот, Стадион ФК Кежувица. ФК Кежовица, како е со надпреварот, ти спомнав веќе. Од соседни Кежовица и држави испод има. бањата. Да, Така, од бањата. Штипско Штипско бањето, ново село. Штипско Од ново бањата. Мислам, ново село, како беше? Кај Лъджите. Не, баш чајка од бањата. другата страна. Ама не, они знаеш како во кажи го на Википедија пишува, а село во град Штип, ново село. Така пише сега, кој сака. Сјако се вреге некој тоа више. Иначе за ново село си е село во општина Штип. Тоа е, нема што друго. Тоа е права Кај ново село е веќе со Ама Штип. добро, сега види па сега и со вие кажи го. Е, Карорман, шо е? Што село? И па вика приградска населба. Па добро, сега више. Модерен Штип израз. расне. Расне Штип, граде се, што да правим? Луѓето си од Штип, расне, граде се. Какви тоа е? И таму за недела 99% од Надпреварувачи, како и организацијата да. е спремна. Имаме доволен број надпреварувачи, дури и преголем интерес, меѓутоа ќе дадеме предност само на поискусните. Верувам дека Штип ќе ужива во не секојдневен настан. Ќе ужива сигурно. Да. Многу луѓе ќе дојдат од љубопитност да видат за каков тип на спорт станува збор. Но до сега не е имало ваков спектакл, Да. сега ќе биде. Организацијата ќе биде на повисоко ниво. Ќе имаме и во живо на Мнет ќе се емитува за тоа побарање на диаспората, бидејќи некои од нив ми сконтактираат днес е во можност да бидат тука, Да, сакат да го следат целиот настан. Ќе има можност на Мнет да го следат во живо. Голем интерес на публика. Актуелна тема моментално во градот, сите ме прашуваат за тоа, питуваат кога ќе биде, се врти околу тоа и со нетрпение очекувам да видам и јас и верувам и сите кои ќе бидат присутни што сме спремиле и како ќе помине сето ова што го најавуваме. Едноставно да тоа сите доживаат Точно така. борбата. Ќе биде прекрасно И ти за ќе се сите. надпреваруваш. Така. Да, и јас Ти ќе ќе се земам бориш. учество, ќе Да. се надпреварувам јас. Како и организатор и како Знаеш, често пати нема да ти биде малце нема да ми биде за тоа што сум навикнат, многу често поставувано прашање. Како успееш? Јас одговарам на тоа, ако се сака, се има време за се. Се може. Да. Само да се сака и да се има жел.
Има време и за друштво, има време и за тренинг, има друштво и за фамилија. Апсолутно, ако сакаш, ќе најдеш начин. А иначе ние сме една по креативните нации на оѓањето на изговор. Многу сме креативни, за се имаме изговор, ако не ќе да го направиме. Да. Никогаш нема да останем без одговор на нешто. Кога ми кажеш направи го тоа, јас да кажам Види, многу нема да го паметни, интелигентни македонци. многу сме креативни на оѓањето на изговор да не завршиме некоја област. Да. Тоа е Тоа нашиот сме- синдром. За тоа сме бројдени. Да. Искрено, тоа е моја констатација. Да. Ама и така е што. Ако не ќе нешто завршим, јас ќе набром Да. 100 причини и 100 изговори ќе најдам. А не гледам да најдам еден изговор дека сакам и дека може. Тоа е моја констатација. Како ќе не оценеш вака за прва епизода, ти си прв гостин. До сега бил ли си уствари на подкаст, не? Подкаст не. Супер. Слободна форма, Да, онака, слободна изразување, форма, да, слободно изразување, баш као кафе муабет. Да. Супер, продолжите Ја понатаму. можда нешто во оно префрлено, ама не е тоа. Добро, сега, Ја, нели Штивски. Се, па сега. не се ти плаши од мене што. Порас навишиш. Не, супер, браво, супер, баш ми се свиѓа и вашиот ентузијазм се чувствува тука и у студиото. Продолжите така, дечки, верувам дека ќе имате многу работа, да промовирате многу успеси на Штип и на Штипјани, да промовирате нешто ново што ќе се случува у градот, да промовирате убави работи, да остане црна хроника и политика. Сакам да те убави прашам работи. нешто. Хајде, пошто идејата и концептот и целта ни е да промовираме и млади спортисти и слично. Кои борачи или било што од Македонија ти би ги посочил како идни надежи на борењето или на било кој друг спорт? Затоа што утре други ден и да бидеш втор пат гостин, трет пат, десети, ние би сакале да бидеш тука со помлад член, дали од клубот, дали од пеливанското борење, чисто да ја осетиме таа. Со некои надежни спорт. Да. Моje мислење е дека младите општо у Македонија никаде не се афирмирани, за да може да се задржи тоа дете, да земе да тренира, да сака да се докажува некаде. Друго е, знаеш, сите чека, порано се чекале на телевизија да излезе. Да, А сега веќе го нема ни тоа, ни на телевизија ги нема, а пак камоли на социјалните мрежи сами ако не се снимат. да. Друго нема шо. Не, добра работа. За младите спортисти ќе нагласам. Би ги издвоил Марио Наниев, голем потенцијал, Андреа Нисева, Бесир Рели кој е веќе во јуниорска конкуренција, Омер исто така, имаме дечки од клубот кај нас, без исклучок да не навредам некој, меѓутоа тие се луѓе кои според мене војдина ќе донесат медали од европски или од светски првенства. Доколку се работи правилно, доколку се посветат и се надевам дека ќе бидат живи и здрави и ќе немат некои повреди. Тоа е најважно, а сето тоа да оставиме на работа на тренерите, на стручниот штаб. Ќе покаже, да. Тоа е моја прогноза и можам да гарантирам дека ќе се радуваме на медали од европскиот светски првенства. 100% сум сигурен во тоа. Дај Боже да има уште многу други кои не ги споменав. Јас би бил најсреќен кога ќе гледам некој млад наш производ создаден во Македонија, каде што расне тука, каде што тренира, за да може утре сите да се гордееме со него и да се фанеме дека тоа е наш граѓанин, наш државјанин и има потенцијал. Само треба и државата да помогне во тој начин за процесирање на патот, бидејќи патот кон врвот е многу тешок. Лесно е кога сте на врвот, Да. ама многу е тешко кога се Да качуваш дојдеш кон врвот. Да дојдеш до него. Тоа е многу тешко. Памтам на еден турнир Киро Ристов изгледа беше, немам појма кој е, Стефан Никовски. Зима прво место и тука еуфорија, хајп, топ се. Чувствува и Гордан Николов, кој на мене ми е тренер. И на мене би бил тренер. И доваѓа на Стефан ми вика честито Стефче, се најлево, најубаво и само оно знаеш кој тоа го памтам, ја беше дете, беше 13 години.
И доваѓа му вика, само да знаеш, денеска си прв, од утре веќе не си прв, од утре некој тренира да биде прв. Така да до годин ќе докажеш дали ти си тренирал за падалишко. Најсериозно, стварно, тоа ми го стави како, чекај малку, денеска се радува, ама од утре На тренинг. толку е. Без толку што кажавам поговорката. Сукарели. Дека спијам да... Мојот противник тренира. Истото, да. Истото. Доаѓаме на тоа пак. Таа е целата, таа е идејата. Да. Фала што беше наш гостин. Фала и на поканата. Нареден пат ќе оставам сами со Јонче да си водите. Јас сум тука сега, знаеш како, као да не се осеќате и 20 туѓо, разбира. Ке викнеме некој тука, Чичо ке го викнеме, па не. Па мобети со него ке разврземе. Така. Или си не сакаш ли со него со... Со Ацо крстив се кој. Не со сите сакаме, ти знаеш најдобро, не знам. Да, ке си викне, па и Трајчо Китанов ако тој па и тај може. Значи Китанов е фаворит Да, на он ги знае сите. сите какво спортски За избиднувања. него има многу анекдоти. Да, има многу И смеју. мислам дека таму ќе треба едно работно време да се снима со него. Лайк може да за коментари. Ќе видим, мислам. Ке го Најсака. Ристо Далев ќе го викнеме. Ристо Далев од Костино. Он беше ни тренер едно време или не? Он беше на Ибрагимов тренер. Да, на Ибрагимов на беше. Олимпијадата. Ама тука кога беше уштип на Балканец. Јас не сум го фанат. Беше ли ти или не? Не, А, не не си си го го фанат. фанат. После. Не си го фанат. Иначе он е официјално тренер на Он ли беше Ибрагимов. на- Да, да, 2008. 2000 Вилија, 2000 у Сиднеј, да. да, селектор не беше, или беше. Беше. Беше селектор. селектор. Он е тогава трекува селектор, да. Да. Таму беше на Ибрагимов таму. Дени, уште едно подсетување, недела, повели. Ја користам приликата за крај, уште еднаш да ги поканам сите љубители на пиливанското борење. Недела 12 часот, стадион ФК Кежуица до Бања Кежуица. Ќе содржи трофеј штип пиливанско борење, за прв пат нешто невидено досега на територија на општина Штип. Ќе имаме борачи пиливани од Бугарија, од Грција и од Србија, како и од сите клубови на државата. Интересот за борачи е навистина голем. Сите се пополнени над прворачки мести, веќе се пополнати пред 2-3 дена, веќе се затворени листите. Очекувам да уживаме сите заедно и уште еднаш ќе напоменам дека сакам и желба ми е да прерасне во традиција со која ќе се гордееме и сите ќе чекаме да се одржи тој настан. А воедно секој ти ќе се натпревараш, така ќе имат прилика да те видат и тебе. Да, и дојде да навиват. И подршка. Подршка, нај. Да.